животот носи разни приказни. Некои потресуваат, додека пак други инспирираат. Денешните соговорници со своите животни приказни носат една вистина. Божјата благодат е чудесна, допира и трансформира. Јас сум Ана, а ова е Клуч. Клуч од фиоката која никој не ја отвара. Во овој клуч денеска сум со Валентина Јакимовска, која што е од Куманово и воедно верник во Христијанската црква Благовест во Република Македонија, и со Дарко Стојановски, исто така од Куманово и исто така верник во Христијанската црква Благовест во Република Македонија. Па за почеток, како патувавте од Куманово и како се чувствувате? Добро вечер. Пред се, многу ви благодарам за поканата и радосни сме што сме дел од овој подкаст. Секако многу убаво патувавме, за брзо време стигнавме. Така да... Така, Дарко, и ти добар си? Супер, баш ми е драго. Некои деца растат со многу прегратки, други растат со многу прашања. Ти си дете кое што си израснат во дом за деца без родители. Дали можеш да ни споделиш какво детство имаше? Сум имал едно необично детство со многу травми. Каде што сум бил доведен на место каде што дете на 10 години мора да размисла на како за повозрастна личност, да. Така те донесува таа околина да се чувствуваш така, зашто збор те коштал ќотек. Си бил малтретиран за некој друг, така сакал, така му е денот. Се прилагодил како на другите им одговара. Некој не е расположен и... Да, едноставно имаше начини каде што ќе застанат двајца повозрастни од тебе и едниот ти вика дојди, другиот ти вика дојди. И сега ти да отидеш кај едниот, другиот ќе те тепа. Ако отидеш кај другиот ќе те тепа. И така некако чудно беше, многу све, многу трауми поминати. Се сеќам на многу лоши моменти каде што само сум се запрашувал за животот, сум немал нада, сум немал како да поступиш, зашто што и да правиш за џаве, некако како не ти иде животот нанапред. Се те враќа наназад, цело време размислуваш само на лошо. Како да избегнеш од таа ситуација, дали да избегаш од таму, спасение има ли за мене? Се прашуваш ли можеби зошто јас во тие моменти, во тие денови? Да, и тоа прашање беше многу почесто. Сум имал и деца со мене што живеат таму. И сме го делеле тоа прашање самите со себе, зашто нас ни се деша таква несреќа на некој начин. Сме мислеле дека тоа е несреќа, зашто гледаш од друга страна, знаеш, идеш у школа со други деца, гледаш родители, зашто мене тоа не ми се деша, зашто моите родители тоа го имат направено. Секој ден некако беше многу тежок да се преживее, не знаеш дали утре ќе ти дојде денот утре. Ти не достигаш или некој да ти каже мило дете мое, да те прегрне, да те утеши, да те охрабри? Да, имаше моменти каде што у школа мојата професорка што беше по математика ја меша како мајка и викав мама, она мене ништо не ми. Ама ми само на тоа ми го даваш како слово да го кажам. А тебе ти не достигаше тоа? Да, и онако ке ме гушнеше, ми беше многу. Што чувствуваше? Чувствуваше љубов? Па чувствував сигурност во нејзе. Да, се чувствував дека имаше некој човек што ме сака, иако тоа беше на период. Она не беше, ја цел време не идев у школа, али на момент да, беше убаво, беше добро, да. Така да. Како поминуваа деновите во домот? Поминува лошо, не знам како да го објаснам тоа, да ме разберат некако другите. Иако сум бил, пример, дете некое што не сака такви работи, пример, да се тепа, не сум сакал да се тепам или на некој друг да не штетувам, некако се бил донесен ти на тоа ниво тоа да го правиш, зашто ако покаже слабост, така ќе те третираат сите, ќе бидеш како слугата на сите. Ја иако во денешно време нема роб, јас сум бил таму како роб. Сум ги масирал, они биле како шефови таму, искрено, да. Така бил, сум ги масирал. Доека не заспи, јас сум требал да го масирам.
А немаше нели на некој од тие што се таму одговорни ете да кажеш што се случува па да биде малку поинаку ситуацијата? Па имаше, ама они не може да преземат некои големи одговорности, зашто он кога ќе дојде на работа има 8 сати само. После тоа, ја ако кажам, тоа беше лошо за мене, што после тоа ќе бидеш тепан, ќе бидеш малтретиран дупло од што треба. Имаше некои професори таму и наставнички што ни чува, што го злоупотребуваат тоа. Пример, ако ја не ги слушав на нив, они ги викаа постарите мене да ме тепаат за да бидам послушен на професорите. Така. И тоа не беше добро чувство, зашто како некој што е надлежен на тебе, не чувствуваш сигурно со неа. Така да Така. не беше тоа добро. Какви чувства имаш, еве сега кога збориш за тие денови, за тие моменти? Чувствуваш можеби гнев, можеби не знам, страв, тага? Па искрено би кажал сега во овој момент не чувствувам такви некои нешта, зашто напротив, чувствувам радост зашто јас сум ослободен од тие сите работи. Порано оваа тема не ми беше згодна тема. Сега што Малце ќе што така, ќе ми да. каже и ти си домец, тоа ми беше многу навреливо нешто. Али денес како некој ќе ми спомне за таа тема да се збори, радосен сум зашто да видат луѓето како сум го доживел тоа, нешто што сум поминал, какви работи сум доживел и од какви лоши работи ми избавен од Бог. Да, но ти ја познаваш твојата биолошка мајка. Да, јас сум имал контакти со неа и пред тоа, кога било у затвор, јас сум ја посетувал неа, али тоа било многу ретко. Ја не сум ја познал како личност неа, сум ја знал вака физички, али вака како сега ти да седне со мајка да збориш, не сум знал јас каков човек е она. Зашто ти у затвор што можеш пола сат да направиш муевети, од пола сат муевети. Исподелуваше тогаш моменти со кои што се соочуваш дека ти е тешко. Си кажувал дека Па и не. дека ти не достига мајка, родител во животот. Па не, зашто ја дорека беше тој период за ја да се може да се видам со неа, ја више го преболив тоа дека ја уствари стварно немам родители. Ја го преболив тоа, го исплакав, како кажам, на некој начин више не ме досегаше тоа дали мојата мајка мене више ме сака или не ме сака. Тоа више беше како тоа е, немам родители, тако сум се соочи со судбината. Тоа. Многу често плачеше кога беше во дом? Да, чудно имаше едно нешто што ја искал не плачев многу за мојата мајка, плачев за многу за мојата сестра. Зашто она ми беше некако при срце многу и со неја имам некако поише моменти. Иако јас сум бил и мал и многу кога сум дошол у дом, јас имам и брат, он заедно со мене беше у дом. Ја на 6 години сум дарен у дом, а он имал 4. А мојата сестра е постара. Ја поише со неја имам моменти отколку со мојата мајка. Она и кога бевме таму не беше баш и нешто присутно у мојот живот. А мојот татко го запознав сега на 21 година, уште се немаме запознаено уживо, али вака му го знам ликот, али го немам запознаено уживо. Али тоа се има десено зашто Бог ми има научено да простам. Иначе ја вака сам со себе ја имав многу омраза кон нив. Не сакав да ги видам, имав горчина. Они беа заслужени зашто јас сум бил у дом. А зошто ја сега- чувствуваше таа горчина? Па зашто си викам зашто има некој таков родител како наприш дете и го дариш од дом, каква е таа логика? Какво објаснување си имаше ти тогаш за себе? Дека не те сакаат, дека те отфрлаат, дека си им терет или? Па од друга страна сум знаел дека ништо не е за џабе, секој човек си имал некои оправдања за тоа. Јас сум го сакал тоа да го слушнам од нив, али некако они сами како луѓе ми има докажано кроз мојот живот, јас сум се гледал со нив, дека они уопште не го посакувале тоа да го имаат со мене, тоа земјишто како јас што сум го сакал, како они мене да ми бидат родители, а ја ни ми син. Они тоа не го сакале, они сакале, иако имаат по 45 години, они сакаат уште да го живеат нивното младо искуство што го имале. Они не сакале да имаат деца. Они да сакале да имаат деца, нема да го дозволат тоа што ја и Бог и сме го поминале, да го поминеме.
Зашто Так. искрено лоши работи няма да поминат. Имаше една ситуација каде што ја го имам чекам на мојот брат. Он беше многу мал, каде што го има ставено во една торбица и го малтретира. И тоа не беше добро чувство, не беше добар Во поглед. домот каде што... Да. Имаше многу трауми, ели фала му на Бога. Исцелен сум ја од тоа, тоа не ме сега допира, да. Така. Во што ти беше утехата тогаш? За во домот кој Да. бе? Утеха самите меѓу себе сме си биле, ние децата. Сме Заедно правеле- со братот, така? Да, ама И со другите деца. да, со брат ми не сум расел баш многу, не сум бил близок од домот, зашто он го премести у друг дом. Али вака ние меѓу себе децата сме се тешеле, со друг сме си давале надеж дека све ќе биде како што треба, али реалноста е друга, била тогаш кога тој момент. Така. Да. А во училиште? Во училиште Освен искрено, еве добри спомени што имаш од професорката по математика. па за училиште имало такви некои одвојувања, каде ти си домец, И децава те да, те тргаа на одвојуваат. страна, Ама те имаше, одвоја. да, искрено мојот клас и не беше баш толку лош, зашто они знае дека сум домец и ми помага во секој аспект на мојот живот. Роден ден они ми го славя. И тоа ме многу ми исполнуваше, они што ми го славя мојот роден ден, да. Не сум доживал некои лоши работи у школа, али имаше некои деца што едноставно такви си биле. Те избегнуваат. Осудуваат, да, те избегнуваат. Ти си домец, они имали поубава облека и се што треба. Ти немаш како домско дете, немаш баш некои приходи. така. Да. Кога ги гледаше нив со нивните родители, чувствуваше тогаш нешто ете тага во себе? Па има моменти каде што сум сакал некој од нив, имаше да некои едно девојче, мајка и татко, каде што мене многу ме сака, дај некад сум ги помешувал како мои родители, сум сматрал како дека ме чуваат. Имаше такви моменти. И ти помага, така? Да, ми помага. Они ми го славя, они се тие луѓе што ми го А славя. тие луѓето, така. Да. Ќе прекинеме тука со тебе, ќе ја прашам и Вале за момент. Која беше Вале предходно? Може ли да ни раскажеш, Вале, еве каков живот ти живееше, еве за разлика од Дарко? Па да, може секако и после ова што по кој знае кој пат го слушам пак трогателно сведоштво. Фала му на Бога за ова сведоштво. А моето сведоштво пак како дете јас порасна во дисфункционално семејство, каде што имаше семено наследство постојано и моето детство прекина некаде на 15-16 години. Бев приморана да побегнам од дома и да се омажам за непознат човек кој не го познавам и да се омажам. Едноставно мислев дека тука е спасот. Инаку при родителите имав еднаш обид за убиство, од кој ме спасија, нели, со труење со лекови, бидејќи не може веќе да го поднесам тоа што го гледав како дете, како траума. И бев добра ученичка, интерактивна, ме сака професорите, учителите, друштвото, бев игрорка, бев пејачка, пеев. Секаде не бев проследена од родители, бидејќи они беа зафатени со нивните расправи и караници дома. Не го гледаат талентот и јас во себе изградив некој како оклоп од самозаштита и сакав на некој друг тоа да го споделам, да ме некој сослуша и на првиот човек кој ме сослуша, кој беше исто дечко од игрорната група, како се запознаме како другари, ние како деца се омаживме. Не знаеше ни он за мене, ни јас за него се омажив. На 15 години беше тоа, така? 16 години се омажив, неполни 16 години. Јас не знам ни што ми се случува, мислев дека сум кај некоја другарка на гости, па викам кога ќе сидам дома. Но додека да се освеснам што ми се случува, јас веќе станав жена, после ми да станам и мајка, бремена, веќе нема назад. Се освестив после што се случува и некаде неполни 18 години родив дете. И започна животот, веќе нема назад. Јас сакам веќе да се вратам назад, да се дружам со другарките, ама нема, животот веќе почна друго. Тука бев пресретната од родителите на сопругот и веќе беше нешто сериозно и каде што
критика, не може тоа строго. Јас се најдов во небрано, што се вика. Сосема поразлично од она на кое што си навикнала да живееш во... И тука и кај нас почна некои ситуации и тоа влечеше цело време едно друго и јас си поставува прашање, тука пак си направив нешто недобро, исто така, посакав да си го одземам животот, исто така пак со труење со лекови, бидејќи се случи љубомора, се случи нешто што нема врска едно со друго. И јас се бев принудена да се докажувам, да некој да има да ме разбере, никој не ме разбираше и јас си го одзедов живот, пак покушав да го одземам животот. Пак тука ме спасија лекарите. А јас како дете никогаш во моето семејство не сме слушале за, мислам, сме биле традиционално семејство православно, ама не сме биле некои верници, да кажам така, не се верувало во тоа што се наметнувало. Ама гледав филм Исус како дете и многу плачев заради тоа. Не дека го правеле тоа, ма не знаев зашто плачев толку и како му ги исповедував гревовите на филмот, на телевизорот и викам какви гревови имам јас, не знаев какви гревови, ама плачев и зборев како на Господ и као ме разбираш ти само. И после ми извесен период кога во семејството дојдов на сопругот и тука веќе бев бремена на второто дете. И тука веќе се случи нешто кај нас, дојдоа едни луѓе и ни збореа за Господ. Викам сега сите зборат за Господ, не сакам да слушам глупости, нели, и кога родителите на мојот сопруг отидоа кај тие луѓе во таа заедница каде што беше од Куманово, кога дојдоа и почнаа да кажуваат дека Исус Христос е Господ, и јас викам ова некаде го слушнав и почнав да се сеќам на моето детство. И на главите има како некаква светилка, све крвата моја, и имавме дедо болен, кој беше на легло, кој лекарите вика дека никогаш веќе нема да стане, готово е со него, многу болести. Утрето дента, кога дојдоа тие луѓе и збореа за Исус и они се молеа, утрето ден дедото го гледам оди по дворот. И викам, што се случува? Дедото со Библија и вика, стварно Исус Христос е Господ. И јас викам, стварно викам. И кога седнавме така да се збориме и да јас, они си зборат. Јас почнам да плачам, не знам зашто. Ништо не се збореше за мене или за нешто слично за мојот живот. Или нешто што би ме расплакало, например, кажам емоционално нешто. Се збореше за Господ Исус Христос и јас почнам да липам, да плачам, не знам зашто. И ни остави еден нов завет. И ние вечерта ќе се потепаме кој да го земе тој нов завет и да го чита. Мене ми се створи еден жет за Божјото слово, а претходно не бев слушнала никога што е тоа Божјо слово, што е тоа вера во Господ. Мислев дека никој не верува во Господ, дека сите се лоши и ги искористуваат луѓето и дека само сака да ти наметнат нешто да си направиш на себе, бидејќи има повредување. И нели мислев дека луѓето само ниту родители, ниту никој не ти мисли добро. Никој не те разбира тебе. И тогаш ми се оформи некоја духовна врска, некој контакт, што јас можев да зборам со Господ. И како имав нешто што ме слуша мене Господ. И јас почнав да му зборувам на Господ. И го читам Словото Божјо и му зборам на Господ. И он ме слуша и се случија некои работи, кои моментални тогашни, услишани молитви, некои секојдневни, сега нема врска да ги спомнам, некои секојдневни, што може некој дете да си помисли во тој момент. И ме слуша Господ. Викам, стварно има Господ. Чувствуваш ли тогаш потреба дека те треба да припаднеш во некоја заедница, црква? Дали какво ти беше тогаш размислувањето или мислеше дека само треба дома да седиш и да читаш Библија и да разговараш со домашните? Да, луѓето што ни донесоа Библија и што зборува веќе има заедница во Куманово. И јас имав предрасуди, бидејќи има сега многу заедници, има секој зборува за Господ, секој зборува нешто. Добре. Имав предрасуди и многу ми беа смешни, искрено. И викам, ајде да видам, отидов веднаш и истото чувство, тој контакт, не дека тие луѓе се нешто добри или лоши, но тоа што го збореа мене ме допираше. А тоа беше Божјото Слово, Господ Исус Христос и делото што го направил на крстот. Но таа заедница каде што припаѓавме, од тука да кажам, од некаде до некаде, ми годеше на тоа што јас го разбирав и тоа што они ни го даваа како информации. Јас се стекнав со желба за нешто повеќе од Господ. Бидејќи тоа што го читав, некако не се склопува со тоа што они го зборат. Они си збореа добро, не дека лошо збореа, дека нешто, него јас нешто израснав како нешто на некое друго ниво, каде што верувам дека Господ
секогаш сака нешто ново и нешто подобро да ни даде. Бидејќи тоа што го читав, до тука беше добро, ама тука сакам нешто поинакво, повеќе сакам нешто. Почнав да гладнувам, да жеднеам, нешто ново сакам, знам дека Господ сака нешто да ми каже, ама луѓето беа до тука со тоа. Не може да ми дадат нешто што јас го барам, а они како не може да ми го дадат. Почнав да си таа комуникација со Господ, да му кажувам што сакам, дека сакам нешто поинакво, нешто харизматично, нешто што го опишува како Исус и неговата служба. Ни се сменија пасторите, дојдоа некои други луѓе со друга заедница, кои беа харизматични, кои веруваа во дарбите на Светиот Дух, кои исцелуваа болни, нели? Ама тука па се стекна со едно ново искуство. Во таа заедница се стекна со искуство со малверзации финансиски, со неправди, со маловажување на луѓе од пониска класа. И јас бев тука како горчена и видов дека нешто не функционира. Викам, Господе, ова не ми се допаѓа тука, ама и тука нешто научивме. Дека не се розово во животот, дека не се добро, па не и се лошо не е, нели? Како секогаш учиш на некое ново ниво нешто. И Господ не присоединува со една друга група на луѓе, исто харизматични христијани, што веруваат во Светиот Дух и во Господ Исус Христос, нели, Бог Отецот, Бог Синот и Бог Светиот Дух, харизматични со дарови. Но тука сега па друго нешто. Тука луѓето беа со поинакви погледи на луѓето, да бидеш припадник на една група, треба да бидеш образован, треба да имаш теолошко знаење, треба да бидеш религиозен, поткован. Но сето тоа создаде во мене едно чувство на ниска вредност, малоценност и почнав да се враќам назад во минатото до таму кај што застанав, каде што ме пронеде Господ и ме крена од таа низина, така да ја кажам. И сега викам, зошто сега јас дојдов до тука за да се враќам повторно назад, сега да си имам за себе една слика дека јас сега кај треба да идам, да учам школа, теологија, кај сега јас имам веќе деца, веќе имам фамилија, јас сум зафатена жена, јас не можам веќе тоа, треба да си направам раздор дома, кај ќе идам јас сега, не можам. Так. И почнам да плачам пред Господ, а луѓето омаловажуваа, нели, а сегаш Господ имаше да ми даде некој збор охрабрување, омаловажуваа во однос на тоа. Како слушна за христијанската црква Блага вест во Република Македонија? Да. Се повлеко веќе, се замислив себе, викам веќе срамота да менувам заедници, веќе испадна како да се чувствувам како не знам нешто како скитник и како да талкам некаде, како се изгубив повторно. Викам, Господе, пронајди ни нешто што мислиш дека еве ова ти дам последна шанса. И ти мене ми дај последна шанса, ама јас не се одрекувам од тебе. Ама навистина викам, еве гледам по светот, викам дека луѓето викам имаат убави цркви, благословени заедници, да ги нарекнам така, каде што се зборува за живо христијанство. Па јас, ако сум пошла по твојот пат, или ќе бидам жива, како што си ти жив, и ќе ме испратиш кај луѓе кои што се живи како што си ти жив. Или викам, јас и ти ќе се скараме. Така, искрено кажувам, беше така. На социјалните мрежи гледам излегува, бев тажна, разочарана, ама сепак се молев со лутина се молев на Господ, бев лута. И кога го видов на социјалните мрежи Константин Кајшаров и пее песната Радувај се, и мене директно Господ преку него ми збореше да се радувам дека не е крај. И викам, морам да го запознам овој човек. Се запознавме, си пишавме, нели, како да се комуницираме, што како, и дојдоа во Куманово на покана на првата харизматична црква каде што бевме. Дојдоа и тогаш, кога почна он да пее, да го слави Бога, јас толку силно плачев што не можеше никој да ме сопре, не можев да се сопрам, не знам што се случуваше, се вратив на точката кога првпат го сретнав Господ, како плачев јас. Се симна како некоја облека од мене, се симна некоја темнина од мене, јас оживеав повторно и тогаш воспоставивме контакт и кажа, тоа ми беше најсилно кога приде до мене, кога се заврши нели предавањето и славењето на Господ Исус Христос, приде и ми кажа, секогаш он, иако ништо не знаеше за нас, ништо не познаваше, и ми кажа, вратата кај нас секогаш отворена во нашата заедница, кога и да сакате, вратата отворена за вас. И тоа ми беше знак дека сме добродојдени за повеќе. Так. И така тоа запознавање настана.
Дали сега чувствуваш нели деградирање, омаловажување како што претходно си имала такво некое чувство, отврленост или слично? Не, значи со Константин Кајшаров, откако се запознаме, од првите денови на нашето запознавање и нели службата која тој почна да му служи на Господ, видов во него еден човек кој навистина си ја знае работата, повеќе од 13, можеби 15 години се познаваме. Во ниеден случај не се разочарав од неговото служење како пастир на ова заедништво. Во ниеден случај не се разочарав во никаква ситуација, во каква и да се наоѓавме, секогаш ми беше како ветер во грб, секогаш ни даваше конструктивни дали е насока, дали е охрабрување, дали е за ситуација збор со кој добива исцелување или моето семејство, мојата фамилија. Многу бев охрабрена од него, од секој потек во животот што го имавме како животни ситуации, ни беше како рамо до рамо. Јас тоа бев чудовидена, викам како може овој човек, значи да не му досадиме, иако ние знаеме да му пишеме, да се обратиме, да побараме, викам како не му се досадиме. Мене тоа ми беше големо сведоштво, бидејќи Господ што му ја дава таа сила да служи на луѓето, нели, на Господ да служи, да, ама и на луѓето, бидејќи он знае да се спушти со луѓе кои се од понизок ранг, како да се изразам, не знам, знае со секакви луѓе да пристапи. Пристапот му е таков. Значи да може да те разбере на еден обичен начин на разговор, на еден обичен да седнеш кафе да пиеш со него, он знае 2 збора да ти каже кои ќе ти донесат исцелување на срцето и на другите околу тебе, не само на срцето. Така. Ќе се навратам повторно до Дарко. Во разговорот ти спомна дека веќе сега не чувствуваш ниту гнев, ниту тага, никаква омраза, бидејќи Бог ти исцелил. Да. Може ли да ни го споделиш тој момент кога за прв пат почувствува дека Бог те сака, дека Бог е секогаш тука, дури во тешките моменти тој бил тука со тебе? Може ли да ни раскажеш за тој момент? Па прво би се навратил на моето детство, каде што имаше еден момент каде што бев многу малтретиран и од таа горчина истрчав во една соба. И како детска молитва беше тоа, малце смешно беше, како леле, Господе, стварно ли постоиш? Иако ја не сум чул за Господ. Викам, Господе, стварно постоиш ли? Како дај направиме голем, за да бидам и ја како нив. Али тоа беше некој детско, ама има едно нешто што мене у глава ми стои, како Бог ти избира уште утробата на твојата мајка. Ја тоа мене ми е потврдено кроз мојот живот, зашто јас уз мојот раст, ете како што усобичка, тоа сум го направил, сум се помало, иако не знам, имало луѓе каде што дошли ми зборале за Исус, али јас не сум го предал таму од срцето. И дори еден период каде што ја запозна мојата денешна сопруга, каде што ја бев многу окупиран со проблеми, со многу лоши ситуации, зашто јас отпосле кога искочив од дом, живеев со мојата мајка, таму полошо ми беше дури од дома, да. И Зошто лошо? Па, како што кажав, она беше неморална жена, има вгледано многу страшни работи, сега некој дете што стварно не би требало да го доживее, она сечеше вени, значи стварно лоши работи. И у тој период ја запозна мојата денешна сопруга, каде што ми вика, знаеш како, тебе ти треба Бог у животот. Ја викам, не мене, не ми треба Бог, јас сега како прво да се оправам у мојот живот, зашто имав и многу големи кредити. Тоа беше заради мајка ми што сум се задужил. И не знам како се избавам од таа ситуација. Мислев дека треба ја прво само да се избавам, па отпосле ќе дојдам кај Бог. Али мојата сопруга многу убави савети ми даваше и ми викаше бе како дојди, тебе ти треба Бог, Бог ќе ти помогне у животот. Ја негирав. И у тој период баш се деси за Константин Кајшаров да се збори лошо, како цела Македонија го збореше тоа, по сите социјални мрежи. И ја викам, леле, стварно, знаеш како, стварно овој лош човек, како имав и ја такви некои прерасоди. Али после некој период, разговор со мојата сопруга, како таку мене ми дојде некоја прашање, викам, што ако ја
сум у грешка, он е управо. А И одлучи. само за каде те викаше да... За да дојдам на присуство каде што Константин Кајшаров одржуваше целителна служба. Да, служба имаше. И ја викам, мај, ќе пробам, па што ја се деси, нека биде. И отидов и таму каде што застанав, имаше како... Јас застанав во една редица и пасторот се молеше за луѓе, целуваше, како што се пише у Библијата. И он дојде до мене и мене беше многу страв и само денешка така го погледнав у очите, самите очи ми дадоа некоја утеха, неговите очи. Неговото присуство, самото негово присуство беше како волшебно на некој начин, не знам како да кажам, исцелително. И неговиот осмех, уште толку многу ми го доулови тоа, како ја од паника не знаев што да правам, како он само ми се насмеа и сватив уствари дека човеков не е тако како што збори сите. И затоа некако луѓето имаме многу предрасуди, али ја тоа го дознав таму дека не треба да си имам многу предрасуди. Што се случи после тоа? После тоа се помоли за тебе? Да, он се помоли за мене. У истиот момент, значи ми се смени живот. У истиот момент ја добив некој исцелување внатре длабоко во себе. Он не ме ни знаеше јас кој сум, а кажа Господи исцели го ова дете од трауми. А он не ни знаеше јас кој сум. Што поминуваш, не што знаеш. Што сум поминувал, так. да. И од тој момент што се И од тој момент мене ми се промени животот на многу подобро. Се реализира во брачна заедница, у брачна заедница. Бог, јас сум немал семејство, Бог ми даде семејство, ми даде црква, браќа, сестри и не само тоа. Не само јас што сум го привадил Исус Христос, туку ми дава и како начин како да го живеам тоа, коз богослужба, ќе одиш, значи не е само ќе прифатиш Господ Исус Христос и ти си завршил. После тоа има искушенија во животот, има начин на кој тоа се работи, на каков начин се действува. Така, да. Имаш и прекрасна сопруга. Господ ве благослови неодамна и со дом. Да. Така Господ те благослови и со работа, професионално си реализиран и изобилно Господ излева благослови во твојот живот. Да. Да, така е. Една целосна трансформација, така? Како се чувствуваш сега? Може ли ете сега да кажеш како чекориш во животот? Ако пред тоа сум немал како визија за мојот живот, сега имам голема визија. Ако пред тоа сум немал утеха, сега имам многу голема утеха. Ако пред тоа сум немал љубов, сега имам многу голема љубов, знам кој ме сака. Ако пред тоа сум немал родител, знам кој ми е татко. Знам дека Господ ми е татко. И он си го даде својот единороден син да умре за мене. Ја од првиот момент кога дознав дека ништо поминал Исус, тоа мене ме трогна многу, многу ме трогна мојот живот. Како стварно колку Бог нас не сака уствари. И јас дека у светов не можам да најдам таа љубов по која трагам. Јас сум ја нашол љубовта која што не само што ти дознава, ти дава знак дека ти си сакан, туку ти исцелува, те совршува, ти дава совршен мир. И не само на момент како што го нуди светов и сите задоволства на овој свет, туку тој мир трае, тој е вечен мир. Божиот мир го имаш. И прекрасно е што многу сум реализиран, животот ми се движи се подобро и подобро. Како што кажа, си имаме сега наш стан, имаме купено, ја како домско дете, имам стан и тоа е све преку комуникација со нашиот пастор. Он ми има советувано и ја го гледам него како мој духовен татко. Он мене ми има советувано со многу јаки поуки, многу добри начин, многу добар начин како јас да минам кроз животот, зашто јас сум имал стварно многу големи трауми. Јас сум имал за себе ниска вредност, не сум мислел дека ништо не можам. Преку него Бог делува во мојот живот многу мокно, многу силно. Не само на мене, туку и на мојата сопруга и на мајка и сите мои блиски луѓе, кроз него Бог делувал во нашиот живот многу мокно. Така да. Так. Фала му на Бога и фала на нашата црква што е толку благословена. Благословена е со секакви духовни, материјални нешта, со книги, со се што може да се има како духовен аспект. Не си оставен сам. Бог ти дава и црква, ти дава и земјиште, ти дава и браќи и сестри по вера. Тоа е. Так.
Прекрасно. Да. Вале, ти си сведок на животни приказни од твоето потесно и од твоето пошироко семејство и дури нели на ситуации поврзани со твојот живот, каде што нели си мислела дека нема излез, но сепак се случувале чуда. Може ли да ни посведочиш и да ни споделиш за некои такви сведоштва? Така, ви спомнав дека откако дојдовме во црквата, нели со моите деца кога беа мали, нели со моето семејство, дојдовме во христијанска црква Благовест и очекував чуда, очекував таа црква и тој пастор да се движи во таа насока, како нели што Светиот Дух работел преку Господ Исус Христос, и јас очекував дека мојот духовен лидер или водач треба да биде налик на Господ Исус Христос, по примерот на Исус да делува. И очекував и си викам, ако делува во таа насока, викам, окей, од Бога, уште како човечки е да се сомневаш и да приспитуваш. А мојот син имаше мигрена, која беше неизлечлива мигрена, пубертетска мигрена, а која ќе дојдеш од кошарка или од тренинг или нели од школа, ќе ми звонеш учителката дека видот му е изгубен и вие можете да замислите како ми е мене, јас на работа и да ти звонат од школа дека детето не гледа, изгубил вид, а право здраво родено, ништо не му е било. И тоа се случуваше интензивно, постојано. Ние идевме секакви лекарства, секакви испитувања, значи секаде, што се однесува до медицината. И викам, добро, јас сум верник христијанин, викам, зошто ми е лишено ова? Кога дојдов во христијанска црква Благовест, пасторот се помоли, дојдовме исто така, како што кажа Дарко, на една исцелителна богослужба, каде што беше за исцелување и ослободување, ама и мене беше срам како јас христијанка да пристапам, јас нели ја знам вистината. Ама нешто не ми беше темелено во мене дека секој кој верува во Господ Исус Христос ги има тие права и привилегии да полага раце на болни тие да се исцелуваат. Тоа ми недостасуваше во претходните заедници. И кога видов јас како он се помоли, моето дете уште дента беше веднаш, јас си го познавам тие реакции, беше подобро. Уште на 2 пати дојдовме на молитвена терапија, што веќе беше искорената таа досадна болест, мигрена со изгубен вид. Значи беше сосема изгубена. Потоа да се случи мојата мајка, тогаш беа во Германија, живеа на некој одреден период, се случи злочинец карцином на уво, грло и нос, назофарингс територија во телото, каде што не беше излечливо, во 3-та фаза негде се дозна дека има карцином и вика, готово, јас ќе умирам. И викам, како би ќе умираш, ми се јавува она, викам, дојди кај нас во Македонија, остави таа Германија, ама тука имам и лекарства и се имам на ниво медицина. Абе, остави медицина, викам, гробот нема да ти го најдам таму кај си, викам, дојди тука, во нашата црква има исцелување од смртоносни болести, погледни син ми Кристијан, викам, и селе нема, гледаш, да, вика. И вика, добро, ќе те послушам. Оставија се удобство, оставија се. Предадоа клучеви, се откажа од Германија. Дојдоа, во нашата црква, пасторот на една молитвена терапија беше, исцелителна, се молеше за неа, значи веднаш подобрување од тие ефекти од карциномски, знаете. Так. Со неа, морам да кажам и тука да спомнам, мојата сестра, која после 13 години имаше едно дете, ама веќе се откажа од сите нели медицински испитувања, бидејќи се си беше возможно, ама она не можеше да има уште едно дете. И јас си шепнав додека за мајка ми се моля, пристапи до пасторот, викам нека се помоли, вика срам ми е, викам аве пристапи нека се помоли за тебе, викам зошто да не. И она му кажа, се помоли за неа, истиот месец сестра ми остана бремена, сега детето веќе 8 години пораснато. Многу случаи имаше во мојот живот и уште една ќе се спомнам за на мојата братучетка која има епилепсија и мислам девојчето страшни напади епилептични. И дојде до момент да падне од тие епилептични напади во кома, што дојде до Карил, каде што беше на машини, дишеше, и лекарите ни кажаа дента да се откажеме, дека се дале, дека што и да биде, да очекуваме, бидејќи веќе ништо не е возможно неа од таа терапија да издржи, бидејќи девојче 20 и неколку години имаше тогаш. Ама јас му пишам на пасторот и на црквата. Пасторот ме вика, немој да веруваш на зборовите негативни, верувај дека Господ Исус Христос умрел за неа на крст, дека ќе ја излечи и дека ти само стој во вера. Имај вера. Тоа многу ми значи што ми каже, имај вера. А ние се молиме со пасторката. Ни прати луѓе да дојдат во собата, да ги положат своите раце, да се помолат за неа. Значи, од како се отидоа они 1 час по нив, она се освести.
значи беше 3 дена во кома. Одма се освести и Тие побара да луѓе јаде. се практично служители од Служители од нашата црквата, црква, нели, блага вест. Да. Испратени од Так. пасторот да ги положат рацете и девојчето се разбуди од кома, бараше да јаде. Меѓутоа ќе спомнам, она нити одеше, памперси се ставеа, значи нужда не можеше да извршува како сите нормални. Так. Од тогаш уште еднаш ни прати служители дома, се помолија за неја, ја пуштија дома на домашно лекување, освестена се добро, положија раце на неја, се молеа, девојчето почна да оди, памперси веќе не користи, до ден денеска оди, не користи памперси. И фала и слава на Исус Христос за се тоа. Так. Исто како и Дарко, и ти си благословена, имено Дарко е твој зет од ќерка, така да сте благословено семејство и постојано Господ излева благослови врз вас и сведочите за тоа. Да. Живеете исто и еден променет комплетно живот. За крај уште дали имаме некоја порака до сите кои што не гледаат, ако сакате да споделите? Јас би потенцирала, како што спомна Дарко, ние не можеме секогаш во еден момент се да знаеме и кој ќе го прифатиме Господ Исус Христос за свој Господ и Спасител. Ние треба да му дозволиме на Господ да делува во нас. Не ни е доволно нас само да си веруваме во Господ и да си викаме јас сум си религиозен, си верувам и да се подпираме на својата сила или на своето богатство или на својата фамилија. Секој нешто ни недостасува во животот. Има сила во заедништвото, во споделувањето. Еве јас ако би се запрашала да сум си терала само по своје, дали би Дарко бил денеска тука? Сите некогаш нешто поминуваме во живот за добробит на другиот. Сигурно дека и на пасторот не му е секогаш лесно во животот. Но еве, ако се ние запрашаме, па тој можеби нешто издржал во животот заради сите нас. И сите ние заради некого. И затоа Господ смисил заедништво, каде што христијаните не е доволно да си прават само традиции, обичаи и да си тераат својата гордост или својата религија. Заедништвото и споделувањето во заедница е многу битно. Многу е битно некој да се моли, бидејќи не сме ние секогаш силните. Имаме животни падови и подеми. Значи ни треба некој кој ќе ни даде поддршка, кој ќе се грижи за духовниот живот, како што каже Дарко, и за материјалниот и за финансовиот. Значи сите ние треба да бидеме под благодатта Божја, под врховната капа на Господ Исус Христос. И јас за крај би додала дека понекогаш животот може да започне и со болка и со празнина, но Божјата благодат е чудесна. Таа ја исполнува и празнината и секоја тешка приказна ја претвара во благослов и во чудесно сведоштво. Довидување до следниот клуч.